партија. Меѓутоа тенденција е да се дистанцираат. Што повеќе и таму да се дистанцираат. Иако идеолошки бил врзани, еве 100 и нешто години, сите синдикати европски формирани, на 100 години преа до минатот век, но полека на некој начин сака да се дистанцираат. Затоа што еве еден пример ќе ми дозволите, Блер беше на лабористите, меѓутоа се фати со вака да бидам вулгарен, убаво ми дојде да оди на јахти со капиталистите и отиде. А беше премиер, беше 2 мандата на лаборите, речем така. Така да и самите синдикати, ако уште третираат колективни членови, де факто тие ги урна и тие лабористи ги урна де факто, па дојде тачерка. Затоа што видоа дека како владееше политичка партија тоа и така направија. Така да искуството е различно. Македонија што вика, колегите зборуваат тоа што не се ја да повторувам, затоа умност е да во определени констелации, општествени околности што вика, вие сте дел на тоа општество, треба да најдете начин што се вика како да можете, дали институции на системот или во неинституционални, од и двата метода на действување се. Или институционално, во неинституционално, се нема толку време човек за тоа да повеќе објаснува, како може, која е најпогодна метода да делувате. Дали во институционално институциите и дали во практиката на Македонија се случи, де факто во неинституционално со по пресија кон владата се подпиша крупни 2 договори. Тоа беше приватизација 95-та година, значи 95-та година приватизација кај што добија право на акции и други бенефиции во приватизација, значи беше директно со преговор со владата и тога се подпишата согласна приватизација. И до 9-20 дори се приватизираше таа квота. Не беше во институцијата речен дека. Меѓутоа, уште еден ист договор беше општествениот договор, социјален договор. Нажалост тој договор слабо се практикуваше. Таму не знам дали има некој прилика да земе на рака. Тоа беше добар договор со власта, подпишан пак со некој притисок. Меѓутоа, нажалост практиката по правилата покуша, кај нас закони не се почитуваат, па кама што ќе подпишете договор. Така да двата метода стојат секој на располага синдикати. Зависи кои какви историски традиции, општествено-економски односи, политички констелации какви се во земјата, така применувате. Дали ќе применувате, да речем, исклучиво институционални механизми ќе одите, или ќе користите во институционални механизми што сте на располагање, што синдикати реконо принцип имаат слобода на действување. Сега овде горе-долу радни земји што ограничуваат односот да тоа е друго прашање. Наши легави почетокот има анимозитет и власта го прифати, нажалост. Голем анимозитет во синдикати. Да бидам вулгарен, вака народски вика, сега во мајката, вика наши газди капиталисти. Сега во мајката, сега ќе тераме наше се влего на капитализм, што не го врска. Благодарам. Дали има уште некој прашање? Да, ти Јас сум Панев Кристијан, студент на правниот факултет. Пред секако син на родители ќе доаѓаат од работничка класа, чувствувам должност да се вклучам во дискусијата. Особено ми е мило што овде и представникот на текстилниот синдикат, кој што рекавте во салата. Така да, еве господине Митревски, пред малку рековте дека невозможно е во моментот да бараме текстилните работници да добијат плата од 500 евра во моментот и апсолутно би се сложил. Меѓутоа, верувам дека е возможно да ги бараат основните права кои што секој работник треба да ги има. Пред некое време, некои од медиумите се одважија да представат едно писмо на една текстилна работничка како била навредувана и малтретирана од нејзиниот работодавец. И верувам дека не е само таа, дека се многу други кои што не сакаат, се плашат да го пријават тоа. Од една страна и од друга страна, исто така многу текстилни работнички во Штип, особено како град на текстилната индустрија, многу често им се скратуваат правата, гледајќи од тоа дека немаат право на платен одмор, каде што, еве, лично мој родител мора да прави прекршување и да бара секогаш боледување за да одиме на годишен одмор, бидејќи нејзиниот одмор е ускратен и не ја следува. И од друга страна, никогаш, ама баш никогаш во животот не ги платиме прековремена работа, која што редовно ја тера да оставува на прековремена работа. Така да, моето прашање до вас, господине Митревски, е колку често вие сте пријавувале вакви случаи, колку често сте вршиле притисок за работодавците да не ги прават овие прекршувања и многу поважно колку често јавно сте го посочиле работодавецот кој ги врши овие прекршувања.
Се надам дека бројките исто така што сега ќе ми ги одговорите, се надам исто така може да влезат во што велите нашите историски исчекори. Благодарам. Браво. Јас кажав и уште сум на тоа тврдење дека во Република Македонија имаме многу проблеми. Проблеми сложени на економско-социјален план, проблеми поврзани со прво вработувањата, па со сигурност на работните места. Значи, не случајно ова година, покрај безбедност и здравјост, во фокусот ќе биде и сигурноста на работните места. Значи, во фокусот на нашето интересирање во рамките на тој пакет антикризни мерки, кои мислам дека сме единствени синдикати во Европа, па може би пошироко дека ги дадовме. Значи, владата на Република Македонија даде неколку пакети 5 антикризни мерки. Ние сме во 2010 реков едни од поредките синдикати кои дадовме и наши, и не случајно се фокусиравме прво на сигурноста на работните места. И ова година ќе биде така. Конкретно за текстилната индустрија. За текстилната индустрија, она што можевме да го направиме како синдикат е да се легитимираме прво, да бидеме реални, легитимен социјален партнер и да подпишеме колективен договор за текстилната индустрија. Тоа го направивме, значи што дадовме можност и дадовме легитимна основа. Бидејќи ако немате легитимна основа со зборување од улица, со упатување напели, нема да направите ништо ако не сте легитимирали прво како социјален партнер. После е втората борба, тоа што сте го подпишале, како да го реализирате. Многу е тешко или ќе биде уште потешко од сега што е, ако работниците максимално брзо не дојдат до апострофирање на она што значи социјална идеологија визави политичката партиската идеологија. Таа е та борба што ја водиме цело време ние во Македонија. Значи, како да го убедиме нашиот работник дека мора да ја преферира социјалната идеологија наспроти политичката партиската. И таа да му биде доминантна, која ќе го натера буквално и тој да се избори во делот на спроведување на своите права, вклучително и во текстилната индустрија. Степенот на синдикално зачленување во синдикалната индустрија е исклучително мал во Република Македонија, за разлика од порано. И многу е тешко да поверувате или да некој да ве повикува постојано нешто да правите, а вие при тоа внатре не сте легитимирани. Значи, многу е тешко некој да може да разбери, и колку побрзо го разбери, толку подобро ќе биде, дека колективната заштита му дава основа и на индивидуалната заштита. А тоа е синдикално да се зачлени. Значи, верувајте дека системот таков како што е, нас не ни овозможува таму каде што немаме синдикално зачленети членови да влегуваме во тие предпријатија и при тоа да претендираме да можеме буквално да ги штитиме тие права, освен ако тие синдикално не се организираат, па понатаму да ги превземиме нашите активности. Она што го направивме и што ете пак се заборава во Република Македонија, дека подпишавме општ колективен договор минатата година за приватен сектор, с кој е задолжителен за сите работници, без оглед дали се мали, средни или приватни, кој му враќа право сега и на регрес, му враќа право и на надоместоци и во рамките на она што го подпишавме, веќе ни дава основа преку трудовите инспекторати да се вклучиме и ако не се синдикално зачленени. Значи, треба да има многу поголема и храброст, и многу поголема и иницијатива, многу поголема и солидарност меѓу самите работници. Ние имавме само едно предпријатие кое еве на вистина цврсто застана, нешто леки се во Прилеп, од текстилната индустрија, каде што застана цело предпријатие. Тие не беа синдикално организирани, имавме некоја кампања за синдикално организирање, меѓутоа единствено беа тие кои цело предпријатие застана и со тоа не му даде можност на работодавачот буквално да врши репресија врз оние кои ќе бидат похрабри во делот на организирањето. Значи, мора малку повеќе да се работи на ослободување на таа прес. Затоа се ваквите трибини, затоа ние одржуваме и состаноци и во нашите локални инфраструктури кои имаме низ државата, затоа се нашите повици, сега кога изгледа покрај останатото беше повикот, значи исто така да се
манифестира малку поголема храброст и да се синдикално организират, за да можеме ние преку нашите инфраструктури и преку гранските синдикати да настапат и да ги спроведуваат своите права. И затоа е и ова мерка која верувам во идни барања наши кои ќе ги имаме во измени на Законот за работни односи, да ја зајакнеме и позицијата и контролната позиција на синдикалците во предпријатијата. Така да тоа е еден цел процес кој ќе настојуваме и ќе се обидуваме колку што е можно да го реализираме. Меѓутоа, кажи колегата, Сојузот на синдикатите на Македонија е кровна организација која ќе организира гранските синдикати и која води генерална политика, а оперативниот дел треба да го реализираат гранските синдикати. Колку се појаки гранските синдикати, толку ќе биде појаки Сојузот на синдикатите на Македонија. Кај нас имаме извртена теза една дека Сојузот на синдикатите на Македонија е тој кој треба да ги решава сите прашања. Ние ги решаваме крупните генерални прашања, а оперативниот дел, значи се гранските синдикати кои треба да ги спроведуваат. Имаме подпишани, имаме можност, имаме 12 подпишани грански колективни договори, имаме општиот колективен договор за приватен сектор, кој дава можност со една подобра организација, со едно малку поголемо мобилизирање, со малку поголемо влегување на млада крв во синдикатите. Факт е дека не случајно ја реафирмиравме и ја реактивиравме позицијата на секцијата на млади во Сојузот на синдикатите на Македонија, за да можеме ете и преку нив и преку секцијата на жени да почнете и да се вклучувате. Ние ќе правиме и некои проекти во делот на вакви трибини и по факултетите малку и повеќе, помошни со средните училишта. Реформите ги правиме, реформите не се ни лесна, ни едноставна работа. За секое ваше интересирање можете да видите нашата веб страна ssma.org.mk, така да бидете постојано информирани во овој дел. Ако има нешто да додаде председател на синдикатот на текстил. Дали има уште некој прашање? Така, зборувавме цело време за големината колку би било релевантноста, колкав е бројот на едно синдикално здружение за да биде релевантен фактор. Пред неколку месеци, 5 месеци во Штип имавме во една компанија каде што се обидоа да направат некој мирен протест поради тоа што има ненавремени исплатени плати за кои што вие тврдите дека повеќе ги нема во Македонија, за жал. Настанува збор за кожарската индустрија, за Баргала. Овој протест беше молкум згаснат. Никој од представниците на Сојузот на синдикати не излезе да проговори ниту збор за ова. Да каже, и мислам дека треба вашата кампања да ја насочите, велите имаме повеќе кампањи, кои што ги теравме во насока на подобрување на работничките права, наместо помеѓу студентите. Вашата кампања да ја поведете помеѓу работниците во текстилната индустрија. Најпрво да ги кажете нивните права, да ги посочите, а потоа да побарате да се организираат и да имаат некоја релевантност. Бидејќи велиме сите имат страв, вие сте тие што треба да го правите. Имаме ли уште некој коментар? Прашав само зашто никој не излезе од синдикатот, Сојузот на синдикати да прокоментира нешто околу овој штрайк. Ево што конкретно мене ме интересира. Тука ви е председател да ми каже па дали излезе или не излезе, дали разговараш или преговараш. Донесете го микрофонот па ќе ми одговори. Баш тука ви е тој човек кој треба најкомпетентен да изабрагава. Ајде, ама само да го посочите датумот кога бил тој штрайк, кај кој беше? Точниот датум беше ноември месец, за разлика јас имам прирачник вака да разгледам како председателот и да видам на кој датум. Никој не ме повика, од компанијата имаше некоја реакција, а од вас за жал никој ништо. Барем некое пледо соопштение да ни замаш повеќе. Така организувате не е така, заради тоа што тој штрайк беше кратко, траеше од многу други причини. Тоа се случи и смртта на еден работник во кругот. Така? Така. Значи не знаеме, значи затоа прашам кога било, преку можда имало овој период. Баргала е синдикално организирана и за
знаење или незнаење на правата, ако некој од работниците во ШТИ под оваа гранта знаат, тогаш тие баш знаат. А во сите други конфекции, колку што ги има на број, колку се работници, мислам многу пати се правени акции и искрено уште мислам нема човек уште кој може да направи синдикат од текстилна индустрија. Значи таков уште не се најде маш, така да кажам буквално, затоа што многу проби се правени. Значи не е проблемот во синдикалните лидери, не кај мене, кај сите колеги кои што биле до сега. Значи проблемот е што работниците и излегувањето моје на телевизија во ШТИ, не знам колку пати е за овие години, сите критикуваат, вие, сметаат дека ние од некаде од друго место може да направиме синдикат. Не е така, затоа што многу акции се правени и пак ќе ги правиме, верувајте, не е само стравот од работно место. Ако е стравот од работно место се бараат работници, тоа значи не е страв за немање работно место. Тоа е нешто друго. Значи не треба така да се гледа да работите. За Баргала кажувам дека сме били од тек максимално и знаеме што се случуваше и како се завршува работата. Ако некој прима поредовно плато од Баргала, тогаш треба да ми посочите во која конфекција е подобро. Така е, тие се чевларска индустрија, така? Да, Нити се платите големи, не тврдам јас тоа, точно не е спорно тоа. Платите се знаат кои се, како се исплаќаат, под кои услови се користат и така натаму. Меѓутоа, дека таму платите постојано каснат, не е така. Значи, ако таму нешто касни, тогаш е нешто друго. Значи, не се плати. Значи, треба да се има точни информации. Може со точни информации? Така. Имавте точно известување на газдата на оваа фирма дека доцни 3 месеци, дека првата плата ќе биде исплатена во рок од 3 дена, останатите во следните 2 недели или кога ќе има прилив на средства. Така да бројката ми е сигурно точна. Ајде проверете ја денес дали Ја проверам. дали Баргала касна 3 плати. Ајде буквално. Дали денес во Баргала 3 плати не се платени. Значи паучално не може да се постојано плати. Ви благодарам, значи ако беше тоа прашањето. Не е така. Не, да до одговорам јас дали бевме или не бевме. Значи не случајно вие посочив веб страната наша, колешке, Добро. ќе си отворите, бидејќи сакате редовно да ги следите работите, ние редовно ги следиме, ќе си отворите и ќе видите внатре кога бевме во Баргала. Значи бевме пред месеци нешто дена, баш околу ова да видиме што го кажуваше председателот, дали се исплатени платите, дали се исплатени придонесите. Направивме обливколка во погоните, веројатно ако сте од ШТИ, може гледавте, имавте покриена медиумска, беше една од телевизиите локални, каде што побаравме известување од менаџерскиот тим, колку плати задочнуваат, дали задочнуваат, колку придонеси се платени, дали не се платени. Се интересиравме за работата и како што кажав, бевме на посета на машини. При тоа разговаравме со поголем број на работнички и работници со цел да се информираме дали тоа што го кажува менаџерскиот тим е така или не е така. Тоа значи не ви се тврдењата и точно дека не сме били или дека не сме се појавиле. А ева, ако имате можност тука, ќе приклучиме на интернет и веднаш ќе ја видите и сликата и датумот. Кога бевме и зашто разговаравме. Значи не ви се точни тврдењата, дека не сме биле и ако имате друг пат, значи побрзо кај на съвета се ќе ве да информираме. Значи ви сакам, не, мислам дека е долго оваа дискусија, не, толку, јас се прекинувам дискусијата. Би сакала да прашам за жива фабриката, Значи, дали имаме представници Марија, таму. Истото беше со 30 Марија, те замолувам, значи имаше можност да постои прашање. Сега мислам дека веќе секоја пристојност ја надминуваме. Благодарам. Дали има уште некој од студентите прашања? Мислење, свој став, може исто да се каже. Добро, би сакал да се заблагодарам на учесниците. Ајде, Добар ден, значи немам микрофона, ali сметам дека се слушаме. Исто така и моето прашање е кон председателот, бидејќи постојано кажувавте дека нели Македонија е мала земја со мал број на жители. Дали имате одредена стратегија која што ќе представува излез од овој безизлез? Иако сме нели мала територија, не можеме преку ноќ да зголемиме и територијата и наталитетот. Дали ќе има одредена стратегија која што би не извадила надвор од овој бунар во кој што се наоѓаме, или ние младите треба уште од сега, значи како иднина на едно општество, да се спремиме на тоа дека се ќе врви така како што беше до сега?
бидејќи вие постојано кажувавте на тоа дека ние не можеме да се смениме поради тоа што сме мала територија и многу малку населени од 2 милиона. Благодарам. Благодарам. Значи, само за кратко извинете. Да, значи, нема да сме се нафатиле да бидеме на овие функции ако сме се помириле со одредена состојба. Од 2010 година на некој да му речевте дека Република Македонија ќе донесе закон за минимална плата, буквално не знам што ќе ме направиш. Да му речевте дека можете да отворите прашањето за работничката партиципација или за соодлучување, исто така ќе реагираш. Исто така да му кажете дека ќе го заприте процесот на руинирање на работното законодавство, или пак не да Боже, не знае ни што значи голем дел од тие што разговаравме дека ќе има ратификација на нови конвенции. Да му кажете на некој дека 2010 ќе биде прва година каде што Република Македонија ќе мора да даде извештај до Меѓународната организација на трудот пред одржувањето на Генералното собрание на МОД, исто така слична констатација. Значи сето тоа со еден труд, со еден напор ќе го правиме и понатаму, значи го правиме, меѓутоа немојте да очекувате и не можеме да очекуваме веднаш спектакуларни резултати ако наназад години и години голем дел од прашања не се реализираме. Значи храброста е одлика која треба да биде за сите синдикалци, разумноста како лидери, одговорноста и почитувањето на одредени стандарди во социјалното партнерство. Без почитување на сите овие неколку стандарди само со синдикална демагогија нема да имаме резултати. Или ќе имаме резултати на кратки патрики со далекосежни последици. Затоа мислам дека градењето на единството, кое се обидовме да го правиме меѓу синдикатите во Македонија, иако порано не може да седнат на заедничка маса воопшто да се видат, го тргнавме тој приод, сега може и да се седи и да се разговара, на пат сме да организираме и некое покрупно можеби здружување помеѓу синдикатите во Република Македонија, се со цел да обезбедиме една претпоставка. Аз се надевам дека на тој пат уште повеќе влака и со одредени критички забелешки, што се добронамерни, мислам што представуваат за нас навистина една насока каде што треба да се движиме и каде што сме отфрлале, ќе ни се придружите и понатаму и ќе ни давате и поттик и сила и понатаму да работиме. А за колешка пиштене неколку информации, значи минатата недела бевме во ротирка во текстило, претходно бевме во Еденско Струмица, така да нема недела каде што не ги обиколуваме предпријатијата и разговараме за проблемите. Се заблагодарувам на сите учесници на денешната трибина. Благодарам на студентите за нивното трпение и се надевам дека ќе имаме вакви слични настани. Дел од овој материјал за економски и социјални совети за правата на младите и жените и некој друг синдикален прирачник имате и овде, па може да се послужи некој кој го интересира.